ние како жени моравме од оваа страна многу да се едуцираме и многу да се вложуваме за да успееме. Значи секој едно слободно време беше едукација. Ова е дел од искуството на Даница Личанин Блажевска, една од македонските успешни жени предприемачи. Таа веќе 25 години го води ланецот од продавници Рептил, каде е основач и генерална директорка. Патот не бил едноставен, особено зашто како жена се решила речиси без капитал да почне собствен бизнис. На сите страни сме дискриминирани бидејќи мислам дека нашите бизнисмени не почитуваат бизнис како бизнис партнер кој значи коректно се однесува, туку само не вреднуваат по големината. Значи јас сега ако бев со €1.000.000 господја која тргнала да прави бизнис, немаше проблем, сите ќе ме почитуваа. Ама бидејќи тргнав да правам бизнис од €10 во джеп, односно марки беа тогаш, е сосема друго нешто. Зачекорувањето во бизнис светот и натаму е голем предизвик за мнозинството жени во македонското општество. Пречките со кои се соочуваат влечат корени и од традиционалните сваќања. Сепак имаме менталитет кој што кај нас вели жената е онаа која што е столбот на фамилијата, таа се грижи за фамилијата и така натаму. Значи тој менталитет и жената која што не мора да носи финансии, за жал се уште стои како една парадигма овде. Од друга страна пак имотот кој што најчесто се пренесува нели во наследство, многу мал е процентот кога се пренесува имотот на име на жената. Националната платформа за поддршка на женското предприемништво беше формирана неодамна, а со цел да се олеснат можностите за напредок. При тоа диалогот се води и со државните институции и со самите семејства. Многу често се работи со целата фамилија, затоа што целата фамилија мора да биде свесна што значи тоа ако жената има женско предприемништво, ако таа се зафати сериозно со бизнисот, дека ќе биде вин-вин ситуација за целата фамилија, за да не прават при тоа проблеми и пречки нели на жената за да си го развие сопствениот бизнис. Жените што на свој грб ги искусиле препреките, посочуваат дека државата првично треба да обезбеди повеќе градинки, и тоа со работно време усогласено и со приватниот сектор. Доколку би имале децата кои да ги чува, тогаш мислам дека уште поголем замав ќе има женското предприемништво. Затоа што сепак и самото битие ни кажува дека нели треба да родиме, треба да створиме семејство, а не да се откажеме од истото за да бидеме успешни. Затоа што успехот е за мене дека треба и семејството да биде позитивно и да се одржува, ама и бизнисот. Од Министерството за економија велат дека во рамките на повеќегодишна стратегија за развој на женското предприемништво, меѓу другото се применуваат и мерки за поддршка на проектите поднесени од жени. Сепак, поради пандемијата, голем дел од тие проекти не се реализирале. Најавија дека до крајот на годинава следи нивна ревизија и можна реализација. Од Скопје за Гласот на Америка, Тоше Огњанов.